Револт низ селата до оштеченијето на реката Пчиња. Жителите се незадоволни бидејќи повеќе од една деценија компанија концесионер почнала да црпи песок од реката, да ги сече околните дрвја и да ја уништува околината. Се обратиле до сите надлежни институции, но без успех. Концесионерот се богати, додека тие мака мачат да се снајдат со вода за пиење. Уништено и земјоделското земјиште. Велат ако државата ги одзела концесиите во лабуништа, можело истото да го стори и кај нив. Најавуваат протести ако надлежните не им помогнат. Неофицијално слушнавме дека компанијата која што е трета поред што ги врши ископите во атерот на Горно Коњари, дека изготвувала нова документација за да може да си го извлече овој материјал нанесен тука. Па немаме друг избор сем да ги спакуваме шаторите и да одиме да протестираме со денови и ноќи, да седиме пред институциите на државата, затоа што ете како се случи во Казандол, како се случи во Струга, како можат да се повлечат, а тука не мрднуваат со прст, не знаеме што е посреди. Еколошка катастрофа им се заканува на жителите на Скопско Средно Коњари, но и на околните села до оштеченијето на реката Пчиња. Изместено речно корито. Ридови од чакал, од песок и од земја се секојдневна слика што може да се забележи овде. Мештаните се гневни бидејќи немаат питка вода. Поради големите ископи, реката им ја загадува водата за пиење. Бунарот е пресушен, па тие се принудени да се сноѓаат. Штом заврнат малце поголеми дождови, еве тука е направено корито кај што влагат речната вода, се меша со подземните, а ние како што гледате сами негде од 200 до 300 метри се нашите први куќи, кои што ја корицат подземната вода за пиење. Која е сигурност и која е гаранција дека тие води нема да се затруат? За сега нема одговор од надлежното Министерство за животна средина дали концесионерот ги исполнува пропишаните услови и дали бил предмет на инспекција. Компанијата која повеќе од една деценија врши ископ на песок во селото Средно Коњари денеска не работеше овде. Мештаните тврдат дека денеска ја повлекле механизацијата откако слушнале дека овде ќе снимаат телевизиски екипи. Инаку овој крај со години беше познат по недопрената природа и важеше за атрактивна пикник локација. Голем дел од населението се издржува од земјоделство.